Елена, дали когнитивните разлики меѓу половите за кои постојано слушаме и читаме, навистина постојат или се можеби резултат, да речеме, на самото општество, на воспитувањето, на влијанието, на секојдневието, или навистина како природен сегмент во тоа што ги разликува мажите од жените, си екзистираат, си постојат, а ние само ги поттикнуваме, да речеме, во нашето секојдневие? Когнитивните разлики не се толку многу значително различни. Има различни истражувања, низ текот на годините се различни истражувања правени, па побивани со текот на годините како доаѓа. Многу мали некои разлики постојат, ете да речеме дека мажите малку се подобри можеби во просторната ориентација, жените дека се подобро емоционално експресивни и вербално дека имаат повисока интелигенција, меѓутоа биолошките разлики, значи се тука постојат и така мислам дека е правата на разлика, особено хормоните, мислам пред се хромозомската разлика е тука присутна, но она кое што ајде да речам е позначајно во разликите кои што ги гледаме, многу е и во самото воспитување вкоренето. Значи ние многу често и различно воспитуваме момчиња од девојчиња, многу често различни ајде да кажам аспекти, особено еве и во емоциите, многу различни аспекти кај машките и кај женските не се дозволени, да речеме нешто што е многу актуелно и што е многу достапно е разликата во начинот на кој што се изразува, да речеме, лутината. Кај машките е доста поприфатлива емоција, кај девојчињата не е прифатлива. Обично девојчињата некако не смеат да бидат нашето општество, нашава држава или генерално современите општества? Сите современи општества. Генерално мислам дека нема држава, сега до душа не знам, може има некоја, меѓутоа во повеќето држави генерално, не само во нашето, но во нашето се уште е многу актуелно, затоа што можеби ајде емоционалната писменост ни е малку во позадина. И да речеме додека кај машките срамот е како емоција доста многу потисната и можеби тука лежи најголемата разлика меѓу мажите и девојчињата. И можеме да навлеземе и подлабоко како тоа изгледа кај машките конкретно. Срамот толку многу име, ајде да кажам, потиснат, што значи во сите држави буквално ако гледаме, што кај нив единствениот начин, единствената дозвола која што имаат за да се застрама, за да се исплаша, за да почувствуваат некоја емоција е низ агресија, затоа што лутината и агресијата се дозволени. Па многу често гледаме маж кој што губи на надпревар или нешто се случува и тој станува агресивен, наместо да заплаче, затоа што дефинитивно општеството тоа не му го дозволува. Сега како овие стереотипи влијаат врз самодовербата, нели, на млади луѓе, на децата кога се во развој, врз самодовербата, но и подоцна кога се нели повозрасни луѓе, врз перформансите. Еве го спомна тој страв дека општеството ќе ги осуди и затоа се однесуваат во некакви според некакви калапи кои што се прифатливи за општеството, па макар тоа било и агресија, ама нели работите се менуваат, сега и перспективите се менуваат за тоа што е прифатливо, а што не, а веќе тоа вкоренето нели некаде длабоко во подсвеста и доаѓа автоматски манифестацијата на одредени емоции. Не е многу, иако многу стануваме свесни, не е многу сменето. Не. Јас сум сигурна дека жена се уште и во денешно време ќе бара маж кој што е силен. И дека нема да сака незинот маж да се распадне и да плаче, иако бара од него емоционална присутност. Меѓутоа тука станува за збор за мера и за баланс. Затоа што за девојка е многу некако полесно да се расплаче, да ја покаже таа емоција, а лутината не смее да ја покаже. Тука пак е видено како жена. Што ќе се случи ако се сменат тие улоги? Еве, не знам, партнер, маж се расплаче и мислам дека, не знам, дали современата жена ќе го свати тоа како покажување на слабост или ќе го свати како некаков нов момент во неговата зрелост? Зависи колку е зрела и самата жена и зависи каде е балансот, затоа што во суштина и едното и другото се добри и треба да ги имаме, само да знаеме каде да ги примениме. Во однос на прашањето за самодоверба, можеби не влија толку многу на самодоверба колку општо на тоа како ќе се однесуваме низ текот на животот. Сигурно ја знаете приказното со слонот, кога е мало слончето, ќе се заврзе со еден синџиринен ланец да стои нели блиску, за да не може многу да мрда, за да не може многу да бега.
и кога веќе ќе е возрасен, кога ќе е силен, кога ќе е моќен, кога може и цело дрво да откорне тој слон, реално тој со едно мало врвче е само врзан и никаде не бега и не оди. И тоа во суштина им се случува на луѓето, но тука сакам да донесам на друга перспектива, да додека сме деца, да, и ние да вистина можеби сме нели тоа мало слонче кој што не може да преземе одговорност, но кога веќе сме возрасни, ние имаме и критичко размислување. И ова е доста значајно и мислам дека поентата е дека не сме толку различни, колку што не сме различни како мажи и жени, туку ние сме различни индивидуи. И многу е важно да некаде не стекот на веќе возрастноста да преземеме одговорност и да видиме дали ја се уште имам некој таков невидлив синџир, дали мене се уште навистина ми е забраната таа емоција или дали имам дозвола за експресивност, дали имам дозвола од друга страна па да преземам повеќе ризици, да излезам нели од еден калап во кој што сме живеени. Така што јас мислам дека не е толку страшно тоа што постојат стереотипи, туку можеби е пострашно во возрастноста што не преземаме одговорност да ги промениме тие работи, затоа што до некаде тие се и добри и не држат и ни помагаат нели да опстане општеството, мислам не може ние сите да одиме и да се распаѓаме на улица и само да плачеме или да не се враќаме. Но не може да бидеме и само агресивни. Така, и не мислам буквално и таа поларност нели вклучително само агресивни. Тука е она балансот колку ќе и каде ќе употребам нешто. Можеби повеќе ете околу машка женска енергија некоја која што и сите ја имаме во нас. Зошто мажите почесто преземаат ризици? И еве да речеме каков тип на ризици, имаше некои анализи кои што ги гледав дека мажите да речеме кога ќе кажат жена не знае да вози, статистиката потврдува дека многу помалку сообраќајни несреќи на пример се предизвикани од жени и тоа се најчесто сообраќајни несреќи со многу мала материјална штета, додека да речеме оние со сериозни последици се најчесто предизвикани од мажи. Ама јас не би рекла дека жените не преземаат ризик, само што како општество најверојатно малку повеќе го валидираме ризикот во однос на ајде да кажам некој преземање одлуки или ризикување да речеме со пари, меѓутоа жените ризикуваат со срце. Зарем една бременост не е ризик, зарем порадување не е ризик, зарем одледување на децата не е ризик. Така што тука би рекла дека ризикот сите го живееме. Ризик е и да се отвориш пред некој, ризик е да сакаш, ризик е да бидеш присутен со некој. Сега јас како гешталт психотерапевт ние ризикот го гледаме и како контакт. Но она што кај машките е малку подозволено е да знае да некогаш не биде промислено и доколку ризиците ги насочат во нешто кое што има во функција на раст, значи во функција на раст без разлика дали е финансиски, дали е кариерен, дали е некаков релационен, тогаш е здраво и е добро. Меѓутоа доколку е нешто кое што е деструктивно во случајот брзо возење кое што може лошо да заврши, тогаш ајде пак ќе се навратам на тоа, ние сме веќе возрастни, имаме развиен префронтален кортекс, емоционалната интелигенција треба да се развива, да ја мислиме и во тој случај е деструктивно однесување и секако нели тоа е веќе ризик кој што не е само нивен, тука е за некој друг. Науката потврдува дека емоционалната интелигенција многу почесто е врзана со жените. Станува ли таа емоционална интелигенција и некој вид не емотивен товар за жената? Станува кога станува само на емоционална интелигенција, а не на емоционална писменост. Затоа што многу често и тоа го стрекјавам и во пракса, сум го имала и самата, јас сум многу емотивна, јас сум многу емпатична, јас ги разбирам сите, меѓутоа тоа не е емоционална писменост. Тоа е, ги разбирам, ги гледам емоциите, меѓутоа не секогаш можам да ги менувам и не знам што да правам со нив. Многу е тука клучно и важно да кога се развиваме емоционално, да имаме свесност и за границите. И тука е таа машка или женска во наводници енергија, каде што треба да имаме свесност и за граници. Значи да, јас можам да се чувствувам со некако, меѓутоа да не се изгубам во неговите чувства. Да, јас можам нели да разберам и така натаму, ама не и да толерирам се. Жени доста знаат да го носат тоа, подобро го разбирам, има лошо детство, подобро го разбирам, Кој има подобра чувство за поставување граници? Мажите имаат дефинитивно и се малку им доаѓа природно? Природно, да, повеќе се некако потикнати затоа што и да поставиш граница мора да имаш мал дел од таа лутина и односно всушност лутината е првата емоција која што е знак дека некаде е границата поместена. Жените со самото тоа што толку многу потиснуваат и да бидат лути имаат потешкотија во границите, додека мажите имаат многу поголема, ајде да речам, способност и може многу полесно се изразуваат бидејќи им е дозволено да бидат малку построги, нели погруби во наводници дозволено, но пак кај нив има друг проблем, а тоа е тие знаат доста да влезат во дистанца, каде што границите веќе па ја немаат онаа нежност или можеби асертивност, една пријатност, топлина и емпатија, каде што па ако изостанува ова, од друга страна границите стануваат многу ригидни, стануваат зидови и тие можат многу повеќе дури понекогаш да бидат проблем во комуникација. Како дигиталната култура ги засилува
родовите разлики, особено во вниманието, самодовербата, самоперцепцијата. Пак ќе се повикам на статистиката која што вели дека интензивната употреба на социјални мрежи е дефинитивно поврзана со пониска самодоверба и тоа е особено може да се каже дека е карактеристично за помладите жени. Јас има една басна што многу ја сакам и некако ни е цел живот останата. Тоа е со куче кое што си фаќа големо парче месо и оди срекно дома да си го изеда на раат. Меѓутоа поминува покрај еден мост, долу има вода, река и си го гледа својот одраз во реката и гледа дека таму има некој куче кој што има можеби поубаво, поголемо парче месо и почнува да загриза, да го земе и тоа парче месо, неговото месо паѓа во водата, реката го носи и останува на крај без ништо. Многу често социјалните мрежи личат на ова, каде што ние многу се гледаме, многу сме изложени. Еволутивно како луѓе никогаш до сега не сме биле толку многу изложени да се гледаме себе си. Иако претходните години било огледалото проблем, па само да се гледаме во огледало, сега почнуваме да се гледаме и низ селфи, низ филтер, низ различна светлина, па и дури сега, нели, каде ќе ни биде светлината насочена, како седиме, што да правиме. Да, најважно, нели, светлото од која страна. Да, мислам, реално е многу важно станато да некаде почнавме дури да се движиме, па како сме дотерани на шминкане, затоа што ние постојано треба да изгледаме, нели, добро, ако не се снимаме ние, па некој ќе нас ликне, па може да е тоа случајна некоја репортажа. И дојдено е време каде што толку многу се обсервираме себе си, што наместо да го гледаме здравото, убавото и кај себе и кај другите вклучително, ние почнуваме да го бараме она што не е добро, да си ги бараме маните и да гледаме постојано некои работи кои што природно не би ни требало да ги гледаме, затоа што еволутивно како што кад ние ако се види некој во одразот на реката или некој метал или нешто слично каде што нема толку многу да се анализира. Во денешно време она кое што е многу, барем овој период актуелно, особено еве и кај психолозите, постои една дисморфија која што многу е во пораст, а тоа е искривена слика за себе си, особено е посилна кај жените, меѓутоа во последно време доста и кај мажите, затоа што кај жените има многу трендови кои што се менуваат, да речеме телото како да изгледа, ако некогаш било скини, па потоа беа големи, мислам, силикони се ставаа во гради, па потоа не знам, пак се врати скини, па потоа задници и така натаму, и цело време има некој тренд. И ние како општество се сведуваме да женското тело биде тренд, што е многу ајде да кажам површно и можеби страшно, особено за младите личности, затоа што едно младо девојче не може да знае дека не дека не може да знае, меѓутоа тоа е нешто кое што го гледа и се сервира. Сега од друга страна и кај мажите овој тренд почнува да расте, особено да речеме сега е доста актуелно преседување на коса, тоа доста им стана актуелно, но допред некое време не беше воопшто можеби машкиот изглед толку многу проблем. Кај машките во повеќе е статусот, парите, моќта, па каква кола има, кои така натаму и дојдени сме на некој ниво каде што престануваме да живееме живот, туку почнуваме да гледаме како ние изгледаме додека си го живееме животот. Сега тука искрено јас секогаш велам не се криви социјалните мрежи, затоа што ниту е пак крив алгоритмот. Многу често знае некој да ми рече ама тоа јас го гледам, тоа ми излегува. Значи алгоритмот е направен тоа што го гледаме, тој само да ти го враќа назад, да значи ова ти се ова ти се допаѓа. Ние свесно, совесно можеме реално нели да насочиме што е на кое што ќе го гледаме. Па веќе на социјалните мрежи сметам дека има и многу посвесни луѓе кои што излегуваат без филтер, кои што се појавуваат природни и послободни. За таа самодоверба да кажам да не е толку многу скршена. Бидејќи баш е, ајде така да кажам, за младите е многу страшно, но затоа тука возрастните можат многу повеќе да помогнат и со едукација, и со споделување, и со особено кај децата. Јас сум секогаш гледајте што гледаат децата, особено додека се тинејџери, затоа што тие години се најкревки, кога сакаме да изгледаме убаво, кога сакаме да се покажеме, а кај жените пак ќе кажам особено за изгледот. Бараат и едните и другите дефиницијата на она што значи успешна жена или насилен маж. И сега тоа станува товар и тука треба да дојде поставувањето на границите и кон дигиталната култура. Мора, значи ние мора да поставиме граници. Па еве, како кажам, со критичко размислување, со преземање одговорност. Ние сега во модерното, ајде да кажам, жената се изборела нели за некоја нова позиција, меѓутоа само се натрупуваат улогите уште повеќе и затоа е многу важно барем сега во овој период, во оваа доба во која што се наоѓаме, да бидеме свесни дека
иако има многу убави работи кои што старите ни ги пренесуваат и кои што се многу значени, можат многу да не поддржат, па и физичко и ментално здравје да поддржат, има некои работи на кои што е време да им кажеме збогум, затоа што ако порано жената да речеме била само мајка и само домаќинка, сега тоа се менува кога доаѓа кариерата, а од друга страна конечно мислам дека доаѓа еден период кога и мажот станува татко и кога мажите се многу попоттикнати, многу поподдржани да имаат да се и по-емоционално повеќе да се изразуваат, бидејќи не може на дете, нели, толкава строгост да му се носи. И тука таа женска во наводница анимус, мислам, ако одиме јунгијански, секој од нас ја има внатре и ако ние не поставиме некаков баланс, ќе се распаднеме. Значи тоа е она моментот на кога една жена се труди да една жена ако е цело време во чувства, ако цело време е во емоции, ако цело време некако дава премногу на другите, многу често прегорува. И тука и не треба анимусот во наводници, каде што е значено да таа застане да види добро, дај да видам до каде, што е здраво за мене, што е она што мене ќе ме поддржи, наспроти нели мажот кој што мора да ја развива својата анима, односно својата женска во наводници, тоа не е женска страна, така го нарекле, каде што е значено да може да чувствува, да може да се поврзе, да може да биде ранлив, да може да влезе во контакт. Знаат ли мажите како да побараат помош кога им треба, бидејќи пак ќе кажам, статистиката вели дека мажите многу поретко бараат емотивна помош и нели генерално не сака да ја признаат таа своја слабост. Ево твоето искуство, дали праксата ја потврдува теоријата и статистиката? Во Македонија да, но морам да кажам дека последниве години има многу пораст, каде што и мажите се полека повеќе охрабрени да стануваат посвесни дека им треба дека им треба поддршка. Помош, жените природно некако повеќе знаат да ја побараат таа поддршка, да се поврзаат мајчески групи, другарки, да зборуваат за емоциите, додека кај машките доста, меѓутоа се уште тоа го прават во многу голема тајност, затоа што стравуваат дека ќе бидат осудени, дека другите ќе ги видат како слабаци, како недоволно силни. И ова се некои митови кои што се многу застапени, ама еве благодарение можеби на некои вакви емисии да можат секој маж да од една страна си ги прифати чувствата и да не го гледа тоа како слабост, затоа што секој еден човек чувствува и треба да чувствува, а од друга страна па и оној кој што му треба било каква поддршка да си се охрабри да ја бара, и ако не може да ја добие нели од најблискиот круг, тогаш може да ја добие ете конкретно да речеме од психолози, психотерапевти, професионални лица кои што можат да бидат тука на патот. Каде е границата на здрава компетитивност и дали постојано има некако тивко надпреварување меѓу партнерите, евентуално е како да се избегне тоа? Има, меѓутоа не би требало да има. Јас тоа стално викам, еве и да речеме кога ќе имам и на терапија, меѓутоа и во блиското опкружување, многу често на партнерството се гледа како на надпревар, наместо да се гледа како на еден тим. И тоа е како двајца да ги седнеш во еден чамец, едниот весла напред, другиот весла назад. Двајцата имаат можеби иста цел, меѓутоа само некој различен агол ја гледаат. Во едно партнерство многу е значајно и мислам дека најмногу се менува партнерството кога двајцата ќе сватат дека играат од истиот тим и дека имаат иста цел. А да се даде дозвола да секој си биде свој на свој начин или да си ја исполни таа цел. Мене многу често ова ми се случува да ми го адресираат, особено во родителство. Да речеме, таткото има еден начин на воспитување, мајката друг, и знам да ги прашам, ама добро, вашата цел е на крај нели да имате психофизички здраво дете, да го истирате на пат, да може да е самостално и така натаму. И ова е добро, затоа што ако ние погледнеме во книгите, во психологијата, во педиатрија, во било која нели сфера, ќе видиме колку и трендовите на самото лекување и теориите се менуваат, што значи нема баш една апсолутна вистина, има само различни перспективи од кои што тоа го гледаме. И затоа нема еден начин како може нели некој да го постигне, туку само таа свесност дека стоп, ние играме од истиот тим. Значи се сакаме, заедно сме, штом се одлучиле, тука не зборам за нели партнерство каде што има некакво насилство или нешто кое што е токсично, тука зборам за ајде да речеме еден просечен пар, во моментот кога ќе видат дека се различни и нема да пробуваат да станат слични. Зашто многу често ова го гледам кај жените,
Ке седне дома, примери, ке му каже на партнерот, уморна сум и партнерот по малку така размислува, ајде да речем, не навлага толку многу да ги чита мислите, што и не треба, и ќе рече па добро, одмори се. И ке тука се изнервира, како, па јас сакам да ми помогне, па од него треба му текне дека треба чашата да ја тргне. Тука е многу значено. Начинот на комуникацијата, али е тоа што раѓа проблем. Комуницираме различно мажите со жените, жените сме можеби подиректни, мажите се поиндиректни, па некогаш не фрустрира, можеби, или обратно. Се поиндиректни, мажите се, па ја завикам да сватиме. Па Зашто не ме разбираш? Многу често, не сите, не може толку да се генерализира, пак сме сите посебни како луѓе, меѓутоа многу често жената сака мажот да му текне дека треба да ја помогне, да му текне дека треба да ги измие садовите, да му текне. И не му текнува. И конфликт. И настанува конфликт и се лутат, а од друга страна па морам ли пак да му кажам? И јас знам да кажам. Навистина, зошто треба пак да му се каже? Секогаш е различно, ма треба пак да се каже. Зошто па и на деца им кажуваме пак, па и нас не кажуваат неколку пати работите, затоа што не му е приоритет. Затоа што тоа не е неговата незадоволена потреба. Ама овдека е проблемот, зашто ако се каже моментот дека не му е приоритет или не е фокусиран, тука повторно може да се развие конфликтот. Не му е приоритет чашата, а не жената. И кога жената ќе дојде и ќе каже мене ми е приоритет ти да ми помогнеш, него тогаш му станува приоритет. И тука станува всушност можеби многу лично си го доживува жената дека ако не ги он крене чорапите, чашата, измие, помогне, усиси и така натаму, дека таа нема приоритет, но тоа не е вистина, него тоа не му смета. Едноставно не му смета. Но доколку му каже, доколку има отворена комуникација, ќе се поправи тоа. Многу често жената тука влегува во едно друго. Па јас сега ако му кажам, па јас за тоа време ќе го направам. Но тоа не е вистина, затоа што за тоа време кога го направиш, таа станува бесна и лута и троши 10 пати повеќе енергија на лутината кон него, а кога е лута кон него, кога има напад во еден однос, тој природно е кога си нападнат што да направиш, или да нападнеш и ти, или да се смрзнеш, нели, или да се избегаш, да се повлечеш. И многу често да речеме или ставање во инфериорна позиција да се брани, а тоа го фрустрира дополнително. Тоа е да нападне, нели, назад да нападне, и автоматски тука нема контакт. За да има контакт треба да има отворено. Јас многу често знам на парови да им кажам, значи стоп вака, сега седнете, наместо да се надпреварувате кој повеќе прави, кој како направил, земете листи пенкало, секако треба двајцата да сакаат. Мислам и не мора во исто време да го направат, може партнерката да му понуди на партнерот или партнерот на партнерката, седнете и напишете ги сите обврски кои што ги правите во текот на денот, меѓутоа се што ќе ви текне, значи сите. И потоа покажете си ги, разменете си ги. Ќе се изненадите колку некогаш партнерот навистина не е свесен за тоа, ниту пак е свесен колку тоа многу значело и сметало. Но исто така не поставуваме еднаш граница. Границите се нешто што постојано го поставуваме и нормално е дека за месец дена, за 2 недели тој може ќе заборави затоа што не ни гледа чашата, значи него не му е тоа потреба. Но ако дојде таа и му кажете молам уморна сум, и он вика добро одмори се, па за да се одморам, мене ми е потребно сега да ги измиеш садовите, тогаш он знае што да прави. Ако ми рече па помогни ми, не знае што да прави, затоа што не знае која е туѓата потреба. И истото важи мислам и за другите. Сега дадов некој банален пример кој што често се сретнува. Исто и сопругот нели ќе го направи. Имам потреба за ова, потребно ми е да ми помогнеш. Многу жени мислат дека треба другиот да им ги чита мислите. Никој не треба да не ги чита мислите. Ние сме возрастни личности кои што знаеме да не сме бебиња. Само бебе плаче и мајката мора да ги чита мислите. И жените имаат можеби и поприродно, нели, затоа викам сенс има зошто еволутивно повеќе да чита емоции, поемпатично, за да може да го чита и бебето. Значи, таа кога нели се пораѓа треба да го чита, плаче и не знае што му е. Значи, мора, едноставно тоа е нешто кое што еволутивно се развила. Мажот тоа го нема, што не значи дека секој маж нема да го има, меѓутоа доколку твојот партнер нели мислам на таа жена која што го има проблемот, го нема тоа, тогаш зашто да не му кажеме? Која е најголемата заблуда која мажите ја имаат за жените и обратно? И зошто според твоето мислење таа заблуда за тоа како функционираме и какви сме се уште обстојува? Некако многу заблуди искрено ми доаѓаат, меѓутоа еве можеби дека жените се комплицирани. Тоа е еден мит, не е дека се комплицирани, но би рекла дека доста често не сме јасни во комуникацијата и дека поспремни сме да ја голтаме лутината и да очекуваме некој друг нели да не разбере и да му текне од некаде. Од друга страна, еден мит кој што се уште многу го гледам, особено го гледам сега кај младите, не знам на што се должи, дали е филмот, музиката, малку
книгите и така некако се Да. што се сервира, тоа е дека мажите се нечувствителни, студени и дека сакаат само една работа. И мислам дека ова е многу голем мит, затоа што во суштина мажите се многу чувствителни и многу знаат да сакаат една жена, и ако па отвориме стари книги ќе видиме и какви поезии и прози се пишувани за големи љубови. Значи не мора да одиме подалеку македонската. Може би е смената манифестирањето на таа љубов. Па, јас мислам дека се и многу романтични, ама често знам да се смеам ако во денешно време маж е толку романтичен како порано, и ако на некоја дојде и каже песна и напише, најверојатно таа ќе рече ова нешто му фали. Добро се смениле времињата и Па да, ама може би е време да полека го враќаме тоа дека е природно и нормално, за да им се даде дозвола да бидат мажите малку по експресивни, поотворени за своите чувства и емоции. Јас пак ја кажам, мислам дека ова малку филмот го донесе, каде што во филмовите мажот е доста представен како тој некој строг, богат, нема емоции, па он нешто е CEO, тука директор и така натаму, а она јадна, мислам све нешто па он ја спасува и така натаму. Мислам тоа се некои стереотипи кои што често ги гледам и скоро и да немам видено филм, серија, песна, каде што некако во позадина не стојат, не само сменати, него се гледа како на некоја доминација која што доста знае да е нарцистичка, и тоа е токсична релација. И мислам дека затоа многу често во токсични релации влегуваат, а од друга страна многу често гледам нарцистичко однесување кое што не се должи на нарцистичко пореметување, туку повеќе некако општеството те притиска да си таков, и тука во позадина стои емоционалната неписменост, нели? Непознавање на емоциите своји, непознавање на тоа како да се изрази, што знае да дојде во манифестација на нарцизам, иако во суштина не е.